Почитувани представници на медиумите, денеска сакам да изложам дел од нашата програма која особено е битна за Карпош 4, за овие згради тука позади мене, нито и за Карпош 1, каде што се најголем дел статистички од бројот на доградбите кои се направени во изминатиот период. Овие доградби се пред се доградби на балконите и се без соодветна документација. Луѓето ги направија овие доградби поради тоа што во овој период се изложени на тешки услови на живење, на сиромаштија, на барање начин како да ја зголемат стамбената површина, бидејќи фамилиите се зголемија, голем дел од овие балкони станаа кујни, станаа спални. Во мојата програма нудиме 1 евро за легализација на овие објекти. И мислиме дека тоа е правично, заради тоа што нема логично објаснување. Како е можно луксузни индивидуални куќи да се легализираат за 1 евро, а да се бара 120 евра по квадрат за овие доградби кои најголем дел од граѓаните на Карпош ги направија. Со одлука на Совет, оваа неправда ние ќе ја коригираме и граѓаните на Карпош ќе имаат можност да ги легализираат своите доградби, своите балкони за 1 евро, со што ќе имаат легална документација за целокупната своја стамбена површина. Би сакал да кажам дека ова наша програмска определба оди во пакет со уште една програмска определба, тоа е бесплатното паркирање. Бесплатното паркирање кое ќе биде овозможено на секаде низ Карпош и за таа цел, особено во густите населби, како што е овде во Карпош 4, во програмата наша, во мојата програма е предвидено специјален тип на лесни, монтажни паркинзи на нивоа, кои ќе бидат поставени низ општината за да може граѓаните да паркираат бесплатно, бидејќи тие тука живеат, нивните возила треба да бидат тука паркирани. Тоа ќе биде нешто што ќе биде изведено на 10 микролокации во општина Карпош. Ви благодарам. Господине Петров, до каде е формирањето на експертската комисија за разрешување на настаните 24 декември? Мислам дека вложуваме доста труд околу таа работа, се разговара и разговорите кои поминуваат во една коректна атмосфера, мислам дека ќе доведат до свој резултат. Филе доаѓа во вторник. Ќе се чекали да дојде тој за да се заврши процедурата? Ние сме одговорни политички партии и суверена држава и се трудиме да најдеме решение и пред доаѓањето на комесарот. Меѓутоа, во рамки на оној договор што го постигнавме за надминување на политичката криза, стои можност да тој асистира во целата оваа работа. Тоа не е ништо спорно. Значи, ќе се трудиме да постигнеме договор до неговото доаѓање, доколку не успееме, логично дека согласно договорот тој може да помогне да се надмине целата таа ситуација и да се дојде до комисијата што е можно побрзо, бидејќи ја чека работа која е сериозна, да ги утврди причините за сите оние настани кои се случија на 24 декември.